Минатиот пат зборувавме за љубовта, зборувавме или коренот на стравот на непослушноста, или коренот на стравот, на страшливост. Зашто луѓето се плашат? Зашто има страв во луѓето? Ќе повторам од минатиот пат тоа што зборевме малку. Читавме Марко 8 глава, 34-35 стих, каде што вели 34 стих вели вака: и го повика народот заедно со своите ученици и им рече: кој сака да дојде по мене, или кој сака да ме следи, кој сака да оди по мене, нека се одрече од себе си и нека го подигне својот крст и нека оди по мене. Вели, зашто кој сака да го спаси, да спаси својата душа, ќе ја загуби. А кој ќе ја загуби својата душа заради мене и Евангелието, ќе ја спаси. Значи Исус дава една споредба. Каде што вели, кој сака да го следи Исус, треба да се откаже од себе си, да го земе својот крст и да го следи. И во сето тоа вели и да изгуби својата душа заради Евангелието и заради Христос, и така ќе ја спаси својата душа. А тој што сака да се ја спаси својата душа, ќе ја изгуби. Или нема да се спаси. Подобро речено. И малку зборувавме за Петар, како Петар мислеше дека го сака Исус, но искочи дека се сака сам себе си. И искочи дека се исплаши. Имаше страв во него. И од каде си од тој страв? Си од тој страв доаѓа од тоа да не си ја изгуби својата душичка. Да си ја спаси својата душа. Петар сакаше да си ја спаси својата душа и мислеше дека многу го сака Исус, толку многу што даде јаки изјави. Што рече, Исус ме рече: ти велам, ќе се откажеш 3 пати од мене. Уште вечерва, додека петел не пропеа. А Петар, толку храбар и силен во својот ум, во својата личност, рече: Господи, и сите да се откажат, јас од тебе нема да се откажам. Ако треба ќе умрам за тебе, душата ќе изгубам, но никогаш нема да се откажам. Со овие зборови Петар се заколна пред Исус, така да кажа. И после сите тие силни зборови и изјави, што се случи? Вечерта дојда, Исус се молеше во градината. Каде што рековме, нели? Гетсемајската градина буквално значи преса, каде што се вади уљето од маслинките. Под преса, нели? Ги гмечат маслинките и да искочи уље. Буквално значи тоа и има своја смисла и своје значење зашто Исус се молеше тамо. Оти Исус беше под преса. Беше под најголемото своје искушение, рековме. Амен. Исус беше во борба, се бореше против своето најголемо телесно искушение. Се бореше да се предаде на Господ или да си ја спаси душичката јон. Оти беше под притисок. Затоа и молеше: Господе, ако може да ме одмени оваа чаша, добро, може ли на некој друг начин да го направиме ова? Ако не, тогаш нека твојата волја биде, не мојата. Така молеше Исус, беше под притисок. И во сето тоа ги викна своите ученици, кои беа со него, и требаше да молат, тие не молеа. Исус 3 пати отиде, 3 пати се молеше, и тие 3 пати се спиваа. Нема сила. Зашто нема сила? Оти беа тажни, вика, растажени, и оти својата душичка си ја спасуваа. Оти мислеа за себе си, не за Исус. Во еден момент се мислеше као беа загрижени за Исус, кога Исус им рече: нели ви има, вика, 12 тука, ама еден од вас ќе ме предаде. И во еден момент, кога ќе читаш, мислиш, многу се загрижени за Исус. Сите се потресува. Кој е? Кој е тоа што ќе го предаде? Нели? Сите во себе си рекоа: кој е? И го прашаат дори, читале, кој? И пазите, Исус дори им кажа. Им кажа Исус. Вика, ќе го натопам залакот, вика, и кому ќе му го дадам, тоа е. Им кажа. Пишува дека им рече, ќе го натопам залакот, и на кого ќе го дадам, тоа е.
Исус направи и му го даде на Јуда и му рече, оди, прави го тоа што треба да го направиш. Што побрзо. И учениците видоа и па беа слепи, па не разбраа. От Исус им кажа, ама зашто е тоа така? Затоа што вика, после тоа, вика, тие почнаа да се расправаат кој ќе биде поголем. Тие беа заслепени од своите позиции. Заслепени од тоа што ќе биде, ама Исус ќе умре, ќе оди, значи, треба некој да го наследи, кој ќе биде сега? Кој ќе биде главниот? Читајте, ќе видите. Почнаа да се препираат, кој ќе биде главен? И Исус после вели, немој така да размислувате. Оној што сака да биде најголем помагиот, нека да биде најголем слуга. Зато јас вика дојдов да служам. Ама учениците си имаат друго во срцето. Затоа и не се молеа во градината, него размислува за себе си. Не размислува за Исус. Своите душички да ги спасат. И затоа потоа немаа сила да се справат со тоа. Кога дојдоа Исус го заробија, го апсија, а тие сите се разбегаа. Дури пише на едно место дека едниот кога го фатиле и облеката е истегнал, гол избегал. Не знам дали се сеќавате. Пише во едно од Евангелијата, пише каде што вика едниот од учениците го фатија за облеката и тој се извлече од облеката и избега гол. Гол избега да се спаси душата. Душичката е во прашање. Разбирате ли? Да се ја спаси душичката. Да се спаси. И сите тие мислеа дека го сакаат Господ, но искоче дека не го сакаат. Искоче дека има други замисли, други желби, други идеи. Друго нешто ги водеше. Не ги водеше љубовта кон Христос, туку ги водеа други себични, алчни идеи. Лицемерни идеи. И тоа е во срцата на луѓето. Немој да мислите дека они тогаш така живееле, сега не е. Истото е. Тоа е во срцата на луѓето. Тоа е во тебе, во мене, во секој ден. Ама ти мора да се справиш со тоа. Оти тоа неминовно те влече ти да размислуваш што ќе биде, па која позиција ќе имам, што ќе имам, па ме разбирате ли? Ама друг треба мотивот да биде твој. Не треба да биде мотивот што ќе биде со мене, како ќе биде за мене, дали јас ќе имам позиција, јас ќе бидам ваков или ќе бидам тако, не. Вика Петар, кога отиде, вика во градината, поради своите големи изјави, дојде една мала слуга, како му рече, ти си тој што беше со нив, и тој вика се одрече. Се одрече од Исус. Се исплаше. По втор пат го праша, ти да не беше, тој пас се одрече. И третиот пат пиша на некој место, дури се заколнувал дека не го познава. Дека воопшто не го сретнал Исус. И кога Петел пропеа, тогаш му текна што Исус рече, и вика тогаш избега и горко заплака. Тогаш беше пресведочен во своето срце дека Исус се што кажа, така беше. И свати дека неговата гордост и арогантност го фрли во грев. Го сруши во грев. Ама Петар мислеше дека го сака Господ. Ама не е така. Додека Петар бегаше, се сокриваше, плачеше, и додека неговите ученици сите се разбега, дури сакаа да заборават на Исус, Исус стоеше пред свештениците кои го обвинуваа. И знаете што? Исус имаше сила да се справи со тоа. Исус имаше сила да се справи со тоа. Знаете зашто? Што е разликата помеѓу Петар и Исус? Што рековме? Љубовта. Исус го сакаше таткото поише од свет живот. Петар го сакаше Исус, ама не повеќе од свет живот. Исус го сакаше таткото и не размислуваше за својот живот, дури вика дојде на земјата за да го даде својот живот, иако беше во длабоки искушенија, поради својата голема љубов, тој се покори ке таткото. И му рече, татко, твојата воља ќе биде, не мојата, и ќе умрам. И се покори, затоа што го сакаше таткото. А Петар не можеше се покори затоа што се сакаше сам себе си.
Кога човек се љуби сам себе си, има страв во своето срце. Страв за својот живот. Страв за неговата иднина. Што ќе се случи со него? Што ќе биде со него? Па дури нешто малко да го заболи, готов е. Паника го фаќа, страв го фаќа. Тоа е најголемата вистина. Ако ти имаш љубов за Бог, и го сакаш Бог, или го сакаш Исус поише од својот живот, ти нема да се плашиш. Ти нема да се плашиш и нема да грешиш. Има уште еден стих, сега ќе читаме тој Матеј, 10 глава, 37 до 40. До 37 до 39 ќе читаме. Вака вели овде. И вика, кој љуби татко или мајка повеќе од мене, не е достоен за мене. И кој го љуби синот или ќерката повеќе од мене, не е достоен за мене. И кој не го земе својот крст и не оди по мене, не е достоен за мене. Значи Исус зборува. Халелуја. Кој ќе најде, вика, својата душа, вика, ќе изгуби. А кој ќе изгуби својата душа заради мене, ќе ја најде. Тоа не значи да изгубиш душата, па не знаеш кај ти е, туку да го положиш својот живот. Да го положиш својот живот. Оти, ако умреш, а не си со Христос, не го носиш својот крст, ја загубиш душата своја заради себе си, заради твоите себични идеи, алчност, тогаш ти си загубен. Тогаш ти си загубен, ти си во пеколот. Завршуваш сигурно во пекол. Но ако својата душа ја загубиш заради Исус и заради Евангелието, положувајќи го својот живот, служејќи му на Христос во понизност и во послушност, исполнувајќи ја совршената Божја воја, ти ќе го најдеш. Ќе го добиеш назад. Од Исус вели на едно место, вика, јас имам власт, вика, да го дадам животот и да го примам назад. Тоа важи за нас. Тоа важи за нас. И јас имам власт да го дадам својот живот за Христос, а и да го примам назад. Амен. Исус вели, кој љуби татко или мајка повеќе од мене? Кој љуби татко или мајка повеќе од мене? Кој љуби сестра, брат, синот, ќерката повеќе од мене не е достоен. Не е достоен. Значи, ова треба да го разбереме, браќи и сестри. Ти не можеш да љубиш мајка и татко, сестра, ќерка, син повеќе од Господ, а да му служиш на Бог исправно. Не може. Тие што ги љубат своите ближни повеќе од Господ, тие не се достојни за Бог. Словото вели така. Словото вели така. Ти не можеш да се покоруваш на луѓе. Ти не можеш да се покоруваш на своите синови и ќерки, не можеш на својата жена, не можеш на својот маж да се покоруваш, а да го запоставиш Христос. Или па се плашиш од законувањата, имаш страв во себе си, поточно да речам, за да им угодиш. Ова се вика угодување. Кога ги сакаш повеќе твоите ближни од Исус, тоа значи ти им угодуваш на другите. А ти не си повикан да им угодуваш на другите. Ти си повикан да му угодиш на Господ. Ти си повикан да му служиш на Господ. Не да угодуваш на твоите пријатели. Не да угодуваш на твоите роднини. Што ќе речат роднините? Јас мора да направам така за да не се соблазнат роднините. Јас ќе направам така за да татко ми не се наљути. Јас мора да направам така. Оти ќе ми се љутат, нема да ме сакаат после. Тоа е угодување луѓе. Јас морам ке брат ме идам на сунет. Зашто брат ми е? Не смеам да го повредам. А Господ? Зашто? Затоа што се плашам брат ми да не го навредам. Брат ми ќе се навреди. Фамилијата ќе ја навредам. Ако ги љубиш нив повеќе од Исус, тоа ти не си достоен за Господ. Ова словото го вели. Ова словото го вели. Мене колку пати ќе ми кажат нека бе, слава некоја, не знам Свети Јован, не знам Свети Јатанас, не знам која што е, ај ќе одиме, не одам. Тоа не е од Господ, не одам.
Ќе се наљути. Кој сага нека се љути. Пријател ми бил на работа, колега, не знам, нека се љутат колку сага. Јас тоа не го правам. Јас им кажам, јас тоа не го правам. Ама јајца вапцања, бе, јас вапцани јајца не носам, нити јадам, нити правам, нити поштувам, нити почитувам. Ама не си му честител, јас не сум му честител, имам албанец, не сум му честител празник. Не му честитам затоа што не е од Господ. Зашто да му го честитам? Ама ќе ми се наљути. Баш ми е гајле дали ќе се наљути. Многу мене поише ми значи Господ да не се наљути, отколку да се наљути некој си тамо колега на работа, затоа што исламиста бил, требало ја и другите колеги, ама требаше, не треба. Оди ќе може дека ќе мислат дека си ти некој еретик, ама не сум. Ме разбирате што зборувам? Не можеш ти на своите ќерки и синови да му угодуваш, затоа што греота се. Ќерката фатила дечко од светот, па греота е треба да има. Сега греота има толку треба да има. Не. Извинете, тоа не е во ред. Ти не можеш од страв кон ќерката, леле да не ја повредам, па нека си има дечко. Или нека си прави греф или зло во светот, нека си живее. Тоа значи поклонување на тој страв. Значи ти се плашиш од тоа. Ти си притиснат од тој страв. Ти мора да се конфронтираш со тој страв. Мора да застанеш против тоа. Мора да се спротиставиш на тоа. Ние имаме откровение, браќа. Ние имаме откровение кое Петар го прими. Исус му рече, што мислите кој сум јас? И Петар му рече, ти си син на живиот Бог. Ние тоа откровение го имаме во себе си. Ако ти ова откровение го имаш дека Исус Христос е син на живиот Бог, тогаш ти ќе го сакаш Исус. Тогаш ти ќе се поклониш пред Исус. Тогаш на вистина ќе сакаш да му служиш на Господ. И ќе се покориш пред Христос. Ако такво откровение имаш, ако вистински така веруваш, ако вистинска убеденост во твоето срце има дека Исус е Господ, дека е Син Божи, ти ќе се покориш на Христос. И ќе сакаш да му служиш. Ќе сакаш да му служиш. Но има еден голем проблем. Има еден голем проблем што христијаните не се вкоренети во Божјата љубов. Не се вкоренуваат во Божјата љубов, во Божјата праведност. Не се вкоренети. Не си пуштил корења во Божјата љубов. Не си вкоренет во тоа. Ефесијани, например, Павле кај што моли 3 глава. Ај ќе го прочитаме тоа. Ефесијани 3 глава. Ти не си вкоренет во тоа. Ти не си вкоренет во Божјата љубов. Халелуја. Не зборувам, значи не зборувам за осуда, го зборувам да се ги испитаме срцата. Ова важи и за мене. Ова јас го зборувам, јас кога одам дома, ова важи за мене. Јас кога одам дома и пред да дојдам, јас молам за мене. Нема да мислите дека јас сум дојден сега тука ќе ви кажам приказни. Ова буквално важи за мене. Буквално. Амен. Јас пред да дојдем, кога одам дома, размислам. Ко барам Бог. 3 глава, 14 до 17 стих вели вака. Заради тоа вика ги преклонувам своите колена пред таткото на нашиот Господ Исус Христос, од кој секој ред на небото и на земјата добива име, да ви даде според богатството на својата слава да зајакнете, вика, со силата преку неговиот дух во внатрешниот човек. Еве каде се случува тоа. Во внатрешниот човек, да преку вера, вика, да се всели Христос во вашите срца, да бидете вкоренети, засновани во љубовта, за да можете, вика, да сватите со сите свети што е широчина и да ја познаете Христовата љубов која го надминува секое знаење, за да се исполните, вика, во целата Божја полнота. Во што да бидеш вкоренет? Да ја познаете, вика, Христовата љубов која, вика, го надминува знаењето, за да се исполните во целата Божја полнота. Сршта, браќа, сршта на се ова што го правиме ние, сршта на се ова љубов кон Христос. Ако ти немаш љубов кон Христос, не можеш да имаш вера чиста. Сршта на се ова е да ти го љубиш Христос, да се вкорениш во љубовта Божја.
Да се вкорениш во таа љубов каде што ти Христос ќе го сакаш повеќе од се. Повеќе од твојот живот. И над сето тоа. Но многу е тешко да го правиш тоа, ако ти со својата сензитивна или емотивна човечка љубов го правиш тоа. Така сгреши Петар, така сгреши и сите други ученици. Заради тоа што ти има чувства кој Христос. Чувства, емоции има, некоја сензитивна љубов, нели? Која се нарекува таа филео љубов ја нарекуваат. Филео љубов. Као чувства, емоции со нели, со чувства го сакаш некого. Имаш чувства и го сакаш. Така и човекот. Нели, чувства имаш па го сакаш. Ако не чувствуваш, ако немаш, нели, емоции, ти као немаш љубов за тој човек. Нели е така? Ама Божјата љубов не е таква. Божјата љубов не е таква. Римјани ќе прочитаме. Римјани 5:5. Бог е добар. Бог е добар. Сакам да нашето внимание да го свртиме кон Него. Тој сака да се вгледаме во Него, да научиме од Него. Вака вели. Римјани 5 стих, а надежта пак вика не разочарува, зашто Божјата љубов е излејана во нашите срца преку Светиот Дух. Значи, Божјата љубов е излејана во нашите срца преку Светиот Дух кој ни е даден. Светиот Дух ни е даден и Божјата љубов е излејана во нашите срца. Вика, зашто додека уште бевме слаби, Христос умре во определено време за безбожниците. Та праведникот вика, одвај некако вика ќе умре, а за добриот вика може би некој ќе се осмели да умре. Понатамо веде. Може би ќе се осмели, оти слаби сме. Види, бевме слаби, вели. Така? И објаснува како тоа вика. И вика, ќе се осмели едва вика, но вика, Бог ја покажа својата љубов кон нас со тоа што Христос умре за нас, додека уште бевме грешни. Зборува за посебна љубов. Не зборува за човечка љубов. Зборува за некоја друга љубов, Господ. Тој овде јасно вели дека Божјата љубов е излејана во нашите срца преку Светиот Дух кој ни е даден. Вика, зашто вика, додека уште бевме слаби, Христос вика умре во определено време, вика, за безбожниците. Така? Ама вика сега не вика за праведник одвај некако вика може би ќе се одлучиш да умреш. За добриот вика може би некој ќе се осмели да умре. Зборува за човечкото. Зборува за човечкото. Значи ти си слаб. Порано вика бевме слаби. Но сега Бог ќе излеја својата љубов преку Светиот Дух кој го излеја во нас. Божјата љубов зборува. А Божјата љубов се нарекува агапе. Таа е Божја љубов што надминува се. Божјата љубов која надминува се. Се надминува. Божјата љубов надминува се, браќа и сестри. Ова мора да го разбереме. Ти не можеш да љубиш со твојата љубов. Ти не можеш да љубиш со човечката љубов. Ти треба да љубиш со Божјата љубов, која е излејана во твоето срце, преку Духот Свети. И таа љубов не е лицемерна, таа љубов не го бара своето, не се радува на зло, не прави зло никому. Амен. И таа љубов вика не престанува. Тоа е љубов што не престанува. Значи, таа љубов Господ е излеја во нас. Таа е посебна љубов. Таа е Божја љубов. И таа Божја љубов ќе ти даде сила да ги правиш работите. Ако вистински го сакаш Господ, Господ ќе ти даде сила преку таа љубов да ти ги вршиш Божјите дела, Божјата вера и да стоиш во Христос, утврден во Божјата љубов. Ако ти си одиш во твојата сензитивна или твојата емотивна љубов и ги правиш работите, дефинитивно ќе бидеш повреден, дефинитивно ти нема да донесеш плод. Нема плод од тоа. Ти мора да разбереш дека тебе ти треба Божјата љубов. Ти мора да ја активираш Божјата љубов. Да ја сватиш и разбереш
Божјата длабочина, љубовта на Божјата длабочина. Оти, размислувате се дома и барете го Христос, барете го Бог. Оти ти да го положиш својот живот за некого, ти мора да го сакаш него поише од својот живот. Јас мора да те сакам повеќе од мојот живот. Ако сакам да ти служам, ти мора да те сакам повеќе од својот живот. И не треба да го жалам својот живот за тебе. Заради Христос. Заради Христос. А срцата? Кај се? Срцата кај не се? За да победиш, за да извоеш битка, ти мора да умреш. Твојот човек мора да умре. Твоите желби мора да умрат. Твоите идеи мора да умрат. Ти мора да умреш. И прошиот пат велевме, тешко е. Не е лесно да го умртиш твоето тело. Тешко е, битка е. Но ако Божјата љубов е од тебе, ќе го направиш тоа. Ако вистински го сакаш Христос, ако Божјата љубов е активна во тебе, активирана е, разбираш, и ако сватиш дека ништо не е битно на овој свет освен Христос, и ти се подредиш под Божјата волја, тогаш не е тешко да умреш. Тогаш не е тешко да ги умртиш твоите земни членови. Зашто да ги умртам? За да станат орудија на праведност, а не на зло. Кога Христос вели дека треба да умреш, тој не вели буквално да умреш по тело, да умреш и готово те закопаат. Христос вели дека треба да умреш за своите идеи, своите желби и својот живот, идеите, мислите, фантазиите за твојот живот треба да умрат. Се тоа треба да умре. За тоа зборува Христос. Некои мислат Христос и да умреш. А како бе ќе умрам бе, што? Не викам да умрам сега, млад сум. Не е време да умреш. Време е, како е време да умреш? Да ги умртеш твоите членови. Да умреш за овој свет. Да умреш заради своите идеи и желби на овој свет, а да се предадеш на Христос, за преку љубовта која е излеана во твоето срце преку Светиот Дух, да ти му служиш на Господ. Инаку ќе бидеш себичен. Инаку ќе бидеш лицемер. Нема да му служиш на Господ, тука ќе служиш на твоето тело, на твојот живот, на твојата душичка. Моменти кои ќе дојдат на притисок, ќе избегаш. Кога малку ќе те притиснат, ќе избегаш. Испитајте си ги срцата. Малку под притисок кој ќе дојдеш како Исус требаше да умре. Пазете, треба да умре за цел свет, за грешните треба да умре. Оние што не го сакаат. Оние што вечето го отфрли и избега сите од него. И он треба да умре за сите овие. А не сгрешил ништо. И тој се понизи себе си, вели. Се понизи до смрт, и то смрт на крст. Зашто? Затоа што те љубеше тебе и мене. Затоа што Божјата љубов беше толку голема и силна во него, што имаше сила да го даде својот живот. Ти нема да имаш сила да го дадеш својот живот се додека ти живееш сам за себе. Додека си само бендисан. Додека си само бендисан, додека си се љубиш себе си, додека си ти најпрекрасниот, нема да имаш сила да го направиш тоа. Не фантазирај. Не фантазирај. Тоа се изјави, вака, така, ама кој ти дојде моментот кога треба да умреш, тоа ќе се види твојата сила. Дали е од Господ или е твоја? Не треба да угодиш на луѓе. Треба да му угодиш на Господ. Нема греота и не е греота. Вие треба да живеете за Христос. И јас треба да живеам за Христос. Целта на твојот живот е треба да го достигнеш Христос. Треба да стигнеш во Небесното царство. За да стигнеш во Небесното царство има препреки. Има препреки, има притисци во твојот живот. Ке имаш притисци во твојот живот, ти пророкувам, ке имаш притисци во твојот живот. Ке те притиска твоето тело, ке те притискаат желбите на твојот живот, ке те притискаат внуците, синови, керки, снаи, се ке те притиска. Се ке те притиска. Болести ке те притискаат. И се е тоа за твое добро. Нема да победиш дека не умреш за себе си. Нема победа без смрт. Да ви кажам. Нема победа без крст.
твоите желби и твоите идеи не се побитни од Христос. Ви гарантирам. Божјата сила ти дава храброст. Божјата љубов, се извинам. Божјата љубов ти дава храброст. Божјата сила ти дава храброст да ги правиш работите, брати и сестро. Ако ја немаш Божјата љубов, ти немаш храброст да ги правиш тие работи. Ти ќе бегаш, ќе се криеш. Ама ако Божјата љубов е во тебе, ти не размислуваш за твојот живот. Ти размислуваш како да му угодиш на Господ. Ти размислуваш како да угодиш на твојот брат и сестра да му служиш. Ако имаш љубов кон Господ, нема да бркаш женски. Нема да бркаш мажи од светот. Ако имаш љубов кон Господ, ти ќе знаеш што значи да му служиш на Христос. Ќе го мразиш гревот. Ќе го мразиш гревот. Ќе го мразиш гревот. Ама убаво е. Ќе си имаш девојка. Ќе си е до тебе, ќе си ја гушкаш за рака, ќе ја држиш. А уште побои никој да не знае, да се криеш. Тоа е лицемерие, брајки и сестри. Значи, тоа немаш љубов кон Господ. Ти не го љубиш Бог, ти го љубиш овој свет. Така пише Словото. Ако љубиш повеќе девојка од овој свет, а не го љубиш Христос, ти не си достоен за Христос. Не си достоен. Сваќаме ли тоа? Се е тоа телесност. Се тоа еден ден ќе исчезне. И ќе остане само оно што е Божјото. На небото нема дечко и девојка. Тамо нема секс. Нема секс тамо. И што правиме се? Откровение нема, што прави? Што ќе правиме горе ако нема секс? Леле, како е можно? Како ќе биде горе? Што ќе биде горе? Горе нема да има такви работи. Љубовта Божја е поразлична, браќи и сестри. Љубовта Божја не е телесност. Љубовта Божја е духовна. Таа е духовна. Таа е спојување во духот, не е спојување во тело. Луѓето малку размислуваат као, не знам, као шешардисани, као мислат дека и на небото кој ќе отидат тамо и све ќе има телесно ќе биде као тука како е тамо ќе биде. Не е така. Или па на некој кој ќе му каже да го љубиш Господ како свој маж или да го љубиш како свој сопруг, да го љубиш Господ, да го сакаш, некој можеби се соблазнуваат, одма се викат, абе како треба да го допреш, треба заедно, треба секс, треба ова. Господ не е таков, значи разумот, умот треба да ни се смени. Бог зборува за духовно спојување. Духовно заедништво. Бог кога зборува, Бог вели, јас сум во таткото, таткото е во мене, во Духот Свети, Духот Свети во мене, значи има размена. Значи Духот Господов доаѓа во нас. Духот Господов доаѓа во нас. Ние сме невести. Ние се спојуваме со Божјиот Дух. Љубовта Божја е поразлична. Љубовта Божја не е телесна. Ово мора да го разбереме. Љубовта Божја е од друг карактер. Не размислувате како светски, као треба да се пакнуваш, не знам што, не знам ова. Размислувате дека духовната, значи љубовта Божја е духовна и се размислува во духот првенствено. Љубовта Божја е поразлична. Таа содржи и емоции и чувства, но е длабока. И љубов која не се откажува. Таа љубов нелицемерна е. Таа не зборува едно, прави друго. Љубовта Божја, кога нешто ти вели, тоа е така. Кога нешто ти ветува, не го менува. Го исполнува. Тоа е љубовта Божја. А љубовта човечка е сосема поразлична. Јован 21 глава ќе читаме. Господ е добар. И ќе читаме од почетокот. Потоа веќе Исус им се јави пак на учениците, вика, на Тивериското море, вика. Имено им се јави вака. Симеон, Петар и Тома, наречен близнак, Натанел и од Кана Галилејска и Завидеевите синови, и други двајца од неговите ученици беа заедно, вика. Симон Петар им рече, ќе идам да ловам риби. Ќе
ловам риби, што да правам? Исус го нема, разочаран, не знае што да прави, одам да фаќам риби. И вика, и му рекоа, вика, другите со него, вика, ќе дојдеме ние со тебе. Така, вика, излега, влегоа, вика, во бродчето во коработ, но таа ноќ, вика, не фатија ништо. И кога се разденуваше, Исус, вика, застана на брегот, но учениците, вика, не знаеа дека е Исус. Исус им рече, деца, има ли нешто за јадење? Ги прашува Исус. И тие, вика, му одговорија, немаме ништо, вика. А Исус намерно ги прашува, вика, имате ли нешто за јадење? И тие му викаат, нема ништо. Со други зборови, ништо не фативме. И тој им рече, фрлете, вика, мрежата одесна, вика, на коработ, вика, и ќе најдете. И така, вика, фрлија и веќе, вика, не можеа да извлечат, вика, од мноштвото риби. Тогаш, вика, ученикот, вика, кога Исус го љубеше, му рече на Петар, Јован, значи, му рече на Петар, абе, Господе, утекна. А знаеш кога фаќавме прошет пат риби? Знаеш што не рече, фрлија на другата страна мрежата и се напуни мрежата. Абе, Господе, вика, што правиме? Халелуја. И штом Симон, вика, Петар, чу, вика, дека е Господ, си ја препаше облеката, вика, зашто беше, вика, наоблечен и скокна во морето. Значи, Господе, фрли се, скокна, одма. Трчанката. Исусе. Душата му изгоре. Халелуја. А другите ученици, вика, дојда, вика, со коработ, влечејќи ја мрежата, вика, со рибите, зашто не може, вика, не беа, вика, многу далеку од копното. Туку околу 20 лакти. Сега од 20 лакти не знам што колку е тоа, дали е 20 метри, дали е 200 метри. Кога вика, кога излегоа на земјата, вида, вика, положена жар и риба, вика, врз неа и леп. И сега кјутат сите. Кјутат. Само гледаат. И потоа Исус им рече, вика, донесете, вика, од рибите, вика, што фативте сега. Ајде. Исус паѓа зборува, нели? Ќе охрабрува. Овие кјутат, ништо никој не збори. Исус вика, бе, ајде се од рибите што фативте. Ајде, да пробуваме нешто. И вика, тогаш Симон Петар, вика, влезе, вика, во коработ и извлече, вика, на брегот мрежа, вика, полна со големи риби. 153, вика, дури ги изброиле риби, дека колку фатиле. Иако, вика, толку беа многу, мрежата, вика, не се скина. И Исус се рече, вика, дојдете, вика, и јадете сега. Но ниеден од учениците не се осмели, вика, да го праша. Кјутат. Сите кјутат. Зашто кјутат? Зашто кјутат, да го праша? А? Зашто молчат? Сите избегаа. Сите дојден избегаа. Сите го оставија. Немој да мислите дека сме подобри ние од нив. Вика, ниеден од учениците, вика, не се осмели, вика, да го праша кој си ти. Оти знаат кој е. Јасно им е. Они беа со Исус. Не треба да го прашуваат кој е. Уште би било полудопе да го прашат, бе, ти кој си? Не се смели, века, да го прашат кој си ти, зашто, вика, знае дека е Господ. Исус, вика, дојде, зеде леп и им даде и риба исто така, вика. Тоа веќе беше, вика, трет пат како Исус, вика, им се јави на учениците откако воскресна од мртвите. И сите си кјутат. Ама Исус доаѓа им дава да јадат, они взимат, јадат, кјутат. Не сме никој да каже, кај си Господе, да го гушнат, да скокнат врз него. Ти знаат дека големо предавство е таа. Големо предавство направија. Ти сака да си ја спасил својата душичка. И после сватија дека, абе Исус умре на крстот, абе размет беше на крстот, умре тамо, не се исплаши, направи се, ние избегаме, се исплашиме. Така си размислувале, сигурно. Може Петар си мислел, бе, јас се исплашив од Исус, се откажав, 3 пати се откажав, леле што направив, Исус оде на крстот, умре на крстот. Беше размет тамо, не се пожали, ништо, уста не отвори. Што е ова? Значи, разбирате, предавство, се вика, како можев да го предадам така? Така ли е, брате Јуксе? И ја да бев тамо, ја ќе се речем, како е може да го предадам мојот Господ? И ја ќе си кјутев. Оти ќе бев во истата каша со нив. Оти може би ќе бев тој што избега со, му ги стегна лиштата, гол избега. Може тој ќе бев. Немаше да бидам Петар,
Ама за да си ја спасам душичката, гол ќе избега. Па не е битно. Тоаш не те гајле дали си гол. И што ќе рече другите? Важно е душичката да си спасиш. Па другите те прашат, брат, мора да бегаш. Иначе готов си. Па така е. И вика, откако завршија со појадокот, Исус му рече, вика на Симон Петар, зема со него и трна. Изборат се. И Исус му рече на Симон, вика, Симоне, Јонин, ме љубиш ли? Леле, сега може да замислите. Каква болка е ова? Петар знае што направил, свесен е што направил. Си го предал Исус и Господ и доаѓа те кабе. Ме љубиш ли? Господи, знаеш дека ти љубам. Со пола уста. Ставете се во негова ситуација. Може да се замислите да сте во негова ситуација, сте го предали Исус и Исус доаѓа до тебе, ти мислиш заслужуваш смрт, тепање, бичување, не знам што не веќе мислиш дека си заслужил, а Исус доаѓа и ти вика, Симоне, Јонин, ме љубиш ли? И Симон вика, Исус му рече на Симон, Симоне, Јонин вика, ме љубиш ли, вика, повеќе отколку овие? А? Какво е прашање? Ано си? Исус вика, ме љубиш ли повеќе отколку овие сите тука што се? Ме љубиш ли повеќе од мајка ти? Иако си го предал, Исус ти вика, ме љубиш ли повеќе од овие околу тебе? Какво прашање ова? А? Треба да го почитаме уште еднаш како љуби мајка и татко, брат, сестра, деца повеќе од мене не е достоен за мене. Или ова се состои во истите прашања? Господ му го постава на Петар. Ме љубиш ли повеќе отколку сите овие тука што ги гледаш? И тој му рече, да, Господе, ти знаеш дека те сакам. Значи, да го дефинираме ова, као Исус те вика, ме љубиш, као он те вика, агапек, дали ме љубиш со мојата љубов? Со Божјата љубов, ме љубиш ли? А Петар му вика, абе те сакам со човечката љубов, кажа. Јас те сакам, ама со човечки емоции те сакам. Разбирате? Нали? Како го прашува Исус, вика, и му вели, паси ги, вика, моите јагниња. И сега по втор пат го прашува. Му рече пак по втор пат, Симона Јонин, љубиш ли ме? Му рече. Втор пат го прашува. Што сака сега? Душата ќе ми ја извади. Доста, не ме прашуваш. Не ме прашуваш повеќе, ме боли. Не ме прашуваш повеќе, Исусе, ме боли. Леле, доста еднаш ме праша, не ме прашуваш втор пат. И Петар му рече, да, Господи. Ти знаеш дека те сакам. И му рече, води ги, вика, моите овци на пасење. И по трет пат му рече, Симоне Јонин, и сега му вика, ме сакаш ли? Сега Исус обратно го прашава. Сега друго прашање му постави. Сега со неговото прашање му вика, сега, вика, Симоне Јонин, дали ти ме сакаш? Потоа вика, Петар се нажали, вика, дека по трет пат го праша. Му стана тешко во срцето. И потоа вели, и му рече, Господи, ти знаеш се, ти знаеш дека те сакам. Исус му рече, паси ги моите овци. И му вели, паси ги моите овци. И тука Исус се справува со проблемот на Петар. Петар сваќа, Петар разбира дека неговата љубов не е можна да го сака Христос. Не е возможно со својата љубов да го сака Христос, туку му треба Божјата љубов. Потребна му е Божјата љубов. Тој разбира тука што се случува сега. И потоа Исус му кажа, вика, сега пошто разбра, пошто гледам дека разбираш помалку, од уште не се си сватил, ама Духот Свети кој ќе дојде ќе разбереш. Пошто сега, вика, гледам малку си подопраен, добар си, вика, сега да ти пророкувам, вика, што ќе се случи со тебе.
сега ќе ти кажам што ќе се случи со тебе. И му вика, вистина ти велам, кога беше помлад, се опашуваше сам и одеше каде што сакаше. Си шеткаше. Но вика, кога ќе остариш, ќе ги расшириш твоите раце и друг ќе ги опашува, вика, и ќе те води каде што не кеш. Тоа не важи за вас. Кога ќе остарите. Вие веќе сте во тоа. Нема да мисли сега Исус ќе дое сега ќе ти каже тебе, сега ако ќе остариш ти вака ќе страдаш. Тоа е за Петар. Едино ако нешто Господ ви даде некој откровение, рема збор да ви зборува лично на вас. И вика ќе те води каде што ти не сакаш. А ова го рече, вика, навестувајќи, вика, со каква смрт, вика, ќе го прослави Бога. Откако, вика, го кажа, тоа му рече, ајде сега, оди по мене. Сега му рече, можеш да одиш по мене. Значи, нешто се смени во Петар овде. Нешто во Петар се смени. И сега му вика Исус, сега, ајде по мене. Сега почни да врвиш по мене, сега ќе треба и крстот да го земе, и ќе треба да се одрече комплетно од себе, да умре за себе, и да го следи Христос. Она што се беше, она што Исус се правеше, она што со Исус одеа, тоа беше само учеништво. Тоа не беше буквално следбеништво. Тоа беше учеништво на 3 години. Тие учеа од Исус. Гледа и учеа од Исус. И слуша. Но сега Исус вика, сега ќе тргнете да ме следите. Оти Исус ќе си оди, а они треба да практикуваат она што Исус ги учеше цело време. И вика, Петар се сврте тогаш, и вика, виде, вика, како по него иде вика ученикот, кој Исус го љубеше, а таа Јован. И вика, кој на вечерата, вика, се подпре врз Исусовите гради, вика, и рече, Господи, кој ќе те предаде? И штом Петар го виде, му рече, Исусе, Господе, сега што бара овој сега? Са мене ми рече еден по тебе, што овој сега? Што овој сега бара? Или на некој начин Петар уште не е свесен што зборува. И Петар се уште не е тотално сменен во својот ум и во своето срце. Уште не го разбира се од тоа. Дека Исус му вели, што те гајле тебе за него? Ти оди по мене, јас те викам тебе. Знаете што значи тоа? Тоа значи дека многумина луѓе во црквата се споредуваат со другите. Кога Исус тебе те вика, како Петар вика, врви сега по мене, ти одиш по Исус. Гилхан не оди по мене. Гилхан мора по Исус да оди. Така ли е, Гилхан? Ти по Исус одиш, ти го следиш Исус. Не мене, не пасторите, него Исус. Исус е твојот пастир. Ти го следиш Исус. Не ги следиш твоите пастори, не ги следиш твоите старешини, не ги следиш твоите браќа и сестри околу тебе, па се мериш со нив. Аха, он е добар, јас сум тука негде со него, јас сум добар, тој е добар, добар сум. Си имаш мерка и окей, добро е. Или како живее тој, така јас ќе живеам. Не се мерите така. Тој е пророк и јас ќе бидам пророк. Тој е евангелиста, јас ќе. Не се мерите така. Одете во Христос во она во што ве повикал. Следи во Христос во она во што те повикал. Секој има повик. Секој има повик. Ти не си повикан да следиш луѓе. Ти си повикан да го следиш Христос, ама си повикан да си послушен во црквата. Си повикан да послушно ги слушаш своите пастори, своите лидери, своите старешини. Треба да си послушен, треба да слушаш, но оној кој треба да го следиш е Христос. Љубовта Божја надминува се, браќа. Ако ја активираш, ако ја сватиш, ако ја разбереш Божјата волја, ако разбереш Божјата љубов, ти ќе умреш за своите гревови. Ти ќе умреш. Ќе умрат твоите желби и идеи. Твоите планови. Туку ти комплетно ќе се предадеш на Христос. Значи ќе го сакаш толку многу Исус Христос, што нема да ти биде гајле за твојот живот што ќе биде. Затоа што Исус ветил дека сите потреби тој ги исполнува. Се што ти е потребно е во Христос. Се што треба да имаш е во Исус Христос. И Господ не е лажко, туку е праведен, праведно суди, праведно војува.
И тој нема да те излаже. Ама ти треба да се влюбиш во Господ. Ти треба да си влюбен во Господ. И ти треба да видиш, Господе, не мојата волја. Господе, Твојата волја да биде. Господе, Твојата волја да биде, не мојата. Ако така го љубиш Господ, ќе пробиеш, ќе успееш. Ќе бидеш благословен. Ама треба да имаш љубов за Господ. И таа љубов не се откажува. Таа љубов не се откажува. Го сака Божјото, го сака Божјиот дух, го сака она што доаѓа од Господ. Едноставно, Божјата љубов е поразлична, рековме. Нема врска со ова човечката, емотивната, сензитивна. Божјата љубов е поразлична. Во Божјата љубов страв нема. Во Божјата љубов страв нема. Божјата љубов ти дава сила и храброст да ги вршиш делата кои Господ ти ги посочува, или да го живееш животот на праведност, на светост, на вистина, поклонување. Тоа ти дава сила. Љубовта Божја ти дава сила. Бог ти дава љубов за другите. Инаку ти не можеш да имаш љубов. Бог ти дава љубов. Значи, Бог ми дава љубов да ги сакам другите. Не се напињај. Не знам како да од петни жили ќе се да ги сакаш луѓето. Не се напињај толку, џабе ти е. Бог ти ја дава таа љубов, не е твоја. Затоа треба да разбереш дека со Божјата љубов ти треба да ги сакаш. Треба да разбереш дека Божјата љубов треба да те води. Вика ти не можеш братот што го гледаш да не го сакаш, значи не го сакам братот што го гледам, ќе го сакам Господ. Тоа не е Божја љубов. Тоа не е Божјата љубов. Секој вика што го сака Бог, треба да го сака и се одближен. Значи, Божјата љубов не може да се спореди со човечката. Божјата љубов победува се, браќа и сестри. Божјата љубов победува се. Се. Го победува гревот, го победува ѓавот, победува смртта, победува се. Се победува. Ако го сакаш Господ, ти ќе го следиш по секоја цена. По секоја цена ќе го следиш Господ. И ќе се откажеш од своите телесности. Ќе се откажеш од своите телесности, од своите желби. Јас сакам богат маж. Не треба да сакаш богат маж, треба да сакаш Господ. А Господ па ќе ти даде тоа што треба. Ако си алчен, ако сакаш нешто постојано да земеш, а е надвор од Господ, може би ќе го добиеш, ама ќе ти биде проклетство. Затоа што ако ти не се спротиставиш на телото и не го контролираш, ако немаш само контрола, разбирате да имаш само контрола. Треба да го зауздуваш твоето тело. Ако немаш само контрола, телото дефинитивно ќе те натера да го направиш тоа што сака телото. И ќе го добие тоа што сака. И ќе си го земе тоа што го сака телото, ако ти не се спротиставиш. Амен. Затоа треба да размислиш на тој начин. Божјата љубов, Господе, Божјата љубов нека работи во мене. Господе, дај ми да Твојата љубов профункционира во мене. Да Твојата љубов се издигне во мене. Тоа е Божјата цел. Да ти Божјата љубов ја практикуваш, не Твојата. Се има во Христос. Се имаш во Христос. Имаш и жена, и пари, и се. Треба тоа да го се, буквално се има во Христос. Ако вистински го сакаш Господ, ќе ти биде Бог на прво место, Исус на твоето прво место ќе биде. А нема да им угодуваш на луѓето, ќе му угодуваш на Господ. Халелуја. Единствен начин да победиш е да го изгубиш твојот живот. Халелуја. Единствен начин да победиш е да го изгубиш твојот живот. А и Откровение ќе прочитаме 12 глава и ќе завршиме.
Откровение 12 глава, 11 стих. И вели вака. И тие, вика, го победија, вика, заради крвта на јагнето и заради словото на своето сведоштво. И вика, не го засака својот живот, дури и до смрт. Значи, ова првото е окей. Сите го читаат ова првото, нели? Века, дека тие, вика, го победија, вика, заради крвта на јагнето и заради словото на своето сведоштво. Ама следното не им се допаѓа на луѓето. Следното, ако го прочиташ, може малку ќе те боли. Следното е велика и не го засака својот живот, дури и до смрт. Напразно, џабе ти е твојот живот. Што ќе ти е твојот живот кога Исус го нема? Што ќе ти е твојот живот ако Исус го нема од твојот живот? Што ќе ти е твојот живот? Твојот живот е смрт, ништо нема. Само Христос дава живот. Вика, треба да го намразиш твојот живот. Да го намразиш твојот живот. Да се откажеш од твојот живот, да се предадеш на Христос и да не ти е битно за твојот живот, туку животот за Христос е твој веќе. Твојот живот е скриен во Христос, вели. Така вели, нели? Треба да сватиш дека твојот живот е скриен во Христос. Ако се сеќавате, овде Ханско зборуваше, и он ги чуо кога сватил дека е мртов, знаете што правил? Трчал, искочил надвор, трчал из улица и вика, јас сум мртов, јас сум умрен, јас сум мртов, јас сум мртов, умрен сум. По улица трчал. И вика таму, умрен сум, мртов. Овие го гледаат сега. Што мислите вие сега да видите некој човек по улица трча? Умрев, готов, умрен сум, се радува. Халелуја, умрев, луѓе, слава на Господ, јас сум умрен, мртов сум, слава на Господ. Ти си викаш овие. Авто трча по улица, вика тамо. Комшите си викат, аман комшија, добро, ќути, аман, више. Умри више еднаш ќе му речат, аман. Сваќате ли? Да сватиш дека си умрен, да се радуваш дека си умрен. За некој тоа, дека си шашарлизан ќе речат. Ама ако го сватиш словото, ако сватиш дека вистина си умрен, твојот живот е умрен, ти не живееш за себе си, живееш за Христос. Сваќате, некоја нова личност, значи умре, тој стариот човек нова личност. Умре. Халелуја. Да го разбереш тоа е многу битно. Халелуја. Значи љубовта кон Господ е над се, браќа сестри. Над се. Се друго имаш таму. Ако го љубиш Господ. И ако твојот живот му го предадеш вистински. Се е таму. Халелуја. Те славам, Господе. Фала ти, Боже, за овој вечер. Јас те молам, Господе, да нашите срца бидат изменети, Господе, нашите срца да бидат променети, Боже. Јас молам откровение во нашите срца, во нашиот ум, во нашите души, откровение, Господе, за сето ова што го зборувавме вечер, Господе. Јас молам откровение, Господе, да сватиме, Господе, што значи да се умре за Тебе, Господе. Што значи да бидеш мртов за овој свет. Што значи, Господе, да те љуби човек. Што значи, Господе, да те прими Тебе, да го прими сведоштото Твое, Господе. Што значи човек да го намрази својот живот заради Тебе, Исусе. Заради Ти, Господе, да се прославиш, Боже. Халелуја, затоа што целта на сето ова е, Господе, Ти да се прославиш, Боже. Ти да се прославиш, Господи Исусе. Ти да се прославиш по нашите животи, Боже. Преку Твојата совршена волја, Господе. Во името на Исус Ти благодарам. Амен.